гледаме околу нас, се што чувствуваме или мислиме, имаме потреба да го именуваме. Токму затоа постојат именките. Најстарата и основна поделба на именките е на општи и сопствени именки. Општи се оние именки што ги именуваат суштествата, предметите или појавите. Тие се пишуваат со мала буква, освен кога се на почетокот на реченицата. Пример: професор, љубов, табла, грмеш. Сопствените именки уште се нарекуваат и имиња. Тоа се зборови кои означуваат сопствени имиња на суштества, географски поими, имиња на празници, имиња на институции, имиња на уметнички дела, весници или емисии и имиња на објекти. Тие се пишуваат со голема буква. Пример: Марија, Скопје, Великден. За да биде појасно. Пример: дете е општа именка. Марко е сопствена именка. Река е општа именка. Брегалница – сопствена именка. Општите именки се делат на апстрактни и конкретни. Ваквата поделба е направена во зависност од тоа дали можеме да ги перципираме означените нешта со нашите сетила. Конкретни именки: куќе, цвеќе, парфем. Апстрактни именки: радост, среќа, тага. За именките доволно информации во денешното видео. Ви закажувам следна средба за 7 дена, каде многу повеќе ќе објасниме за именките. Дечки, се гледаме во следното видео.